Летото календарски се уште не е почнато, а ноките веќе се жешки. За оние што зимата ја поминале грејки се на струја, тоа значи и дека почна периодот во годината кога може да се здивне од високите сметки. Но може би уште на крајот на оваа недела граѓаните ќе имаат првична представа по која цена и на кој начин наскоро ќе ја плаќаат струјата што ја трошат дома. Прашање на денови е кога регулаторната комисија ќе го стави на јавна дебата својот предлог. Домакинствата кои трошат повеќе електрична енергија да плаќаат поскапо. Оние што трошат помалку да плаќаат и поевтино. Идејата која се готви веќе неколку месеци е така наречен систем на тарифни блокови. Секој блок ќе плаќа различна цена за киловат час, а во кој блок ќе влезе одредено домакинство ќе зависи од вкупно потрошената струја во еден месец. Една работа е веќе сигурна кога е во прашање начинот на кој ќе се одредува блок тарифата за секое домакинство. Ке се зема предвид само потрошената струја во скапата тарифа. Ова го обзнани првиот човек на регулаторната комисија за енергетика Марко Бислимовски во најновото издание на економски магазин на ТВ Алса. Едно што треба да се знае е дека за ниската тарифа ќе нема блокови. За ноќната. Ќе постојат блокови само за времето на важење на скапата тарифа, тоа е како и до сега од 7 до 22 И во неделите. секој ден ќе важат тие, во недела цел ден ќе си остане ефтина тарифа како што е до сега. Иако одбиваше да соопшти дефинитивен став, Бислимовски во интервјуто остави впечаток дека најверојатно ќе има 3 тарифни блока, а со тоа и 3 цени на струјата. И тоа: во првата група, односно прв тарифен блок, ќе влезат домакинствата што трошат до 250 киловат-часови месечно во скапа тарифа. Во вториот блок, најверојатно ќе бидат домакинствата што трошат од 250 до 500 киловат-часови месечно во скапа тарифа. Во третиот блок ќе бидат оние домакинства што трошат над 500 киловат-часови месечно во скапа тарифа. Бислимовски вели дека најголемиот дел од домакинствата ќе влезат во првите 2 тарифни блока. Некаде околу 70% од домакинствата нема да влезат во последниот блок. 70% од домакинствата нема да влезат во последниот блок, во тој што ќе плаќаат најмногу. А другите 30% се распределени другите 30% разликата помеѓу потрошувачката во првиот и во вториот блок, разликата ќе ја плаќаат по највисока цена. Кога се во прашање цените, Бислимовски објасни дека за потрошувачка до границата од првиот блок, најверојатно 250 киловат-часови, би се плаќала цена за киловат-час која е пониска од сегашната, односно помалку од 7,32 денари за киловат-час. Колку точно пониска, не кажа. Потрошувачката меѓу 250 и 500 киловат-часови ќе се наплаќа грубо по сегашната цена, а таа е 7,32 денари за киловат-час. А потрошувачката над 500 киловат-часови месечно ќе биде по пазарната цена, околу 15 денари за киловат-час. Бислимовски тврди дека се обидуваат моделот да биде таков што оние што немаат друга опција освен да се греат на струја, да не влезат во третиот, најскап тарифен блок. Значи ќе водиме сметка и овие категории на потрошувачи да бидат опфатени со цел да имаат некаква сигурност и релативно стабилни трошоци, односно не високи трошоци за електрична енергија, бидејќи можеби тие би имали друга опција доколку имало развиен систем за топлинска енергија. Не треба да стравуваат тие што ги вратија ќумбињата на дрво и што земаат клими, инвертори и други. Не треба да стравуваат, значи се водиме и овие категории на потрошувачи да бидат опфатени во блоковите. Што ќе значи сето тоа во пракса? За оние што трошат до 500 киловат-часови месечно, најверојатно се ќе остане по старо. А оние што трошат до 250 ќе добијат и нешто помали сметки. Но за оние што трошат повеќе направивме груба пресметка. За пример, зедовме сметка за електрична енергија од семејство кое живее во куќа и се грее на струја. Според актуелниот начин на тарифирање, тоа семејство во еден од зимските месеци платило 10.446 денари за потрошени, 1071 киловат-часови во висока и 525 киловат-часови во ниска тарифа.
По новиот тарифник, ЕСАПот би бил ваков. За ефтина тарифа би платиле по старо 525,4 киловати по 3,67 денари, еднакво на 1928 денари. За скапата тарифа, за потрошувачката до 250 киловати, би платиле околу 1737 денари по предпоставена цена од 6,95 денари за киловат час, односно цена 5% пониска од актуелната. Овој процент е само наша предпоставка, која сметаме дека одговара на најавата за нешто пониски цени за првата тарифа. Следните 250 киловат часови до 500, ова семејство ќе го чинат 1830 денари. Под услов, ако остане ветувањето дека за вториот тарифен блок ќе остане актуелната цена. Преостанатите 571 киловат часови, ако се пресметуваат по пазарна цена како што најави Бислимовски, а која изнесува околу 15 денари за киловат час, ќе го чинат ова домакинство 8565 денари. Кога ќе се додаде ДДВ-то од 5% и јавното осветлување, сметката која зимава чинала 10.446 денари, со новиот тарифен модел ќе чини 14.947 денари, односно 4.500 денари или 45% повеќе. Дали моделот ќе биде прифатен и како точно ќе изгледа, ќе зависи од јавните дебати, вели Бислимовски. Она што е јасно е дека од кога ќе ги презентираме блоковите, ќе одржиме неколку јавни расправи. Ќе го чуеме мислењето на сите експерти во земјата, доколку не се согласуваат да се воведат, нема да ги воведат. Иако Бислимовски вели дека јавноста ќе му пресуди на предлогот, голема е веројатноста дека тој наскоро ќе влезе во примена. Моделот не го промовира само регулаторната комисија, туку за потребата од такво нешто веќе зборува и владени представници, вклучувајќи го и премиерот Димитар Ковачевски. Сепак, дали и на колку домакинства ќе им се стемни од новиот тарифен модел, ќе се знае доволно порано пред стартот на новата грејна сезона. Оние што имаат опција, ќе можат да размислат и за промена на начинот на грејење од октомври.